Правната квалификација терористичко загрозување на уставниот поредок за настаните од 27 април не можеше и не смееше да се наметне. И тоа го знае не само стручната фила, туку и македонската јавност, вели Еленко Миланов, кој беше одбрана на неколкумина од осудените за случувањата во парламентот. Според него, смислата на членот 313 од Кривичниот законник, по кој осудените добија драконски казни, е дека некој сакал да го промени уставниот поредок, иако за време на двомесечните протести никој од здруженијата не изјавил дека сака да се промени системот или да се урни са уставниот поредок. Дека квалификацијата е погрешна според Миланов покажува и тоа што во над 1000 страници од пресудата никаде не пишувало загрозување на безбедноста на државата, што исто така е елемент на членот 313 од Кривичниот законник. Јас сметам дека на ниво на очигледност е дека и надворот стручната фела е јасно дека оваа правна квалификација и ова дело не може да се наметне во овој случај и во овој предмет, со што јас во секој случај не би бил за амнестирање. Јас би сакал да овој предмет се разреши онака како што тоа доликува во судските инстанции. И затоа се надевам дека Врховниот суд, поради сите повреди кои што ги има во самата пресуда, ќе најде одважност да одлучи по закон и да овој предмет го врати на ново судење. За истите случувања во истото собрание имаше неколку предмети: учество во толпа, насилство, терористичко загрозување на уставниот поредок, вели Миланов. Не се знае кој стои позади случајот, ама е повеќе од јасно дека осудениците биле претходно избрани. Тој прави споредба со настаните за време на шарената револуција, кога беше запалена канцеларијата на председателот. Институцијата на собранието, институцијата на председателот. Едното е само учество во толпа, дури немаме и оштетување на туѓи предмети, а другото е терористичко загрозување. Мислам дека не може да ја најдете паралелата и не може да се оправда правната квалификација во овие два случаи со напад на највисоките институции во државата со толку драстично различни правни квалификации од аспект на Кривичниот закон. Високите казни за 27 април се често пати причина стручната фила да прави споредба со настаните во Капитол Хил, каде имаше 5 починати и речиси 150 повредени. За разлика од Америка, каде највисоката казна беше 5 години и 4 месеци, за упадот во Македонското собрание, каде немаше загинати, обвинетите завршија како осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок, со највисока казна од 18 години затвор, што кај многумина во прашање ја доведе поделбата на судската и извршната власт. Тогашниот председател на судечкиот совет многу сериозно би требало да го изанализира тој предмет што е за Капитол Хил. Со употреба на оружје, со 5 мртви. Најголемата казна, највисоката казна за тие дејствија во недемократската Америка, односно Соединетите американски држави, за кои што очигледно Македонија има многу поголема правна култура, добија извршителите, не сум сигурен дали 4 или 5 години, не повеќе од 5 години. Овие два случаи ги споредуваше дури и застапникот на обвинението за 27 април Вилма Русковска, но сепак казните во Америка беа многу помали, а делото не беше квалификувано како терористичко загрозување на уставниот поредок.